Здрава. Нема да го има моето интро здраво момци, девки и дечиња, ќе има сасвим друго интро. Насловот на ова видео ќе биде "Не се откажувај". Подолго време чувствував дека требаше да направам едно вакво видео, да се изјаснам, ама никогаш не најдов простор, време, момент и денеска е тој момент. За тие што не знаете, јас сум втора година средна. Имам 16 години. Од Скопје сум и за мои 16 години имам преживено се и свашта. Кога почнав кога почнав да објавувам видеа на YouTube, цело време си имав како мисла у глава, ајде ки нема да успееш во животот, ки ќе пропаднеш, ки сите ќе те заборават, никој нема да ти ги гледа видеата. Ама тука имаше еден човек кој ме поддржуваше во се, тоест двајца луѓе. Првиот човек беше мајка ми. Значи, јас на мама кога ја кажав мамо јас ќе бидам јутубер, мама ми рече со драга, памтите го, со драга волја ти посакувам голем успех. Значи мајка ми беше првиот човек што ме поддржи кога отворив YouTube канал. Сестра ми беше првиот сабскрајбер на мојот канал. Така да, едноставно за овие 16 години, што веќе сум постар малолетник, можам подлаго да размислувам, ама работата е што ете брзо се сакам да се откажам од стварите, ама мама ми вика Кико не вреди да се откажеш од ствари. Устилко ако сум почнал живот до крај да го терам до крај, ама на моменти знам да полудам и мислам дека грешката не ја барам во луѓето. Грешката ја барам во самиот себе, бидејќи јас требаше да бидам свесен за последици. Ама се уште сум дете, но ете за да станам успешен јутубер не искачав од дома, ете со мама се разговаравме по телефон, мама ме молеше Кико иди прошетај се, јас си инатев. И мислам дека заклучок од цела оваа ситуација е дека не треба да ги напуштаме тие убави моменти и да се бориме до крај, бидејќи ако јас имам мисла нема да успеам во каналот, значи тоа ќе се деси. Ама ако имам позитивна мисла, ќе успее, ќе има лајкови, ќе има сабскрајбери и други работи. Ама да не бегам од темата. Значи, мајка ми и сестра ми цело време ме поддржува во што и да направам. Бидејќи едноставно ако човек сам не си даде желба дека тука е успехот, тука е клучот, сум го заборавил клучот, луѓе, знаете ли што е клучот? Клучот е љубовта. Бидејќи љубовта секој треба да ја искуси, независно дали е дечко, девојка, другар, пријател, она. Ама додека бев дете, еве сега ќе кажам, си имам откажано и од цртани филмови, и од журки, и од искачање со друштво, и од скандали, значи во последно време некако многу се повлекувам од таа агресивна средина, пошто сакам да успеам во животот. Ама една работа може да е вистина, не две. Едноставно може само да се надевам дека желбава нема да ми изгасне и се надевам дека ќе имам колку толку барем да останам квалитетен видеокреатор за вас. Бидејќи јас едно време стварно си мислев дека ќе пропаднам со каналот, ама ете се покажа што вие на дело, значи фамилија едноставни се покажа на дело, значи од се срца ви благодарам за секоја подршка што ми дадете, добродојдени се и хейт коментари, но најглавно од се што сакам да ви кажам, работете длабоко на вашите соништа. Ево ако ти си зацртал ќе правиш музика, прави братче. Значи тоа што ви лежи на душа,
тоа што милувате да го правите, правете го, верувате, нема да имате никаков страм. Ама јас мислам дека направив една грешка. А таа грешка можеше да ме чини многу. Кога живеев кај татко ми, постојано бев во Кавги. Бев вакав, таков, значи хаос беше. Ама од кога дојдов тука, во центарот да живеам, правето на животот почна да ми се менува. Полека таа агресија ја снемува, доаѓа нов Кико, со повеќе успеси, со повеќе проекти, ама генерално тоа е, значи, не треба, убаво викаше мајка ми дека не треба да се откажувам од сонот. Пошто на мене сонот ми е или да сум познат артист, или па јутубер, од тие две едно го сакам. Ама, како е судбината таква, каков ми тела животот вака, ќе тера и дале. Може би јас сум добра момче, ама ако некој ми стапне на жулј, тоаш збеснувам. Ви кажувам, отворен тип сум, примам комуникација, привеќам шал, ама до граница на нормално, бидејќи да речеме ако јас правам лайв стрим и ти го ми речеш ѓубре. Тоа не го наоѓам проблемот во мене, го наоѓам проблемот во тебе, пошто ти си опцул, брат, не јас. Ви еден пример. Да речеме ова е дете. Значи, ако ти дозволиш твоето дете јас да го воспитувам и да му кажам дека еден ден ќе има палати и ова он, не. Значи ја не имам проблем со сам себе. Имам проблем со твоето дете. Пошто пример ви кажувам, значи ако би имал дете, нема да му викам ќе имаш палати, ќе имаш куќи, ќе имаш ниви, ќе имаш луксус, не. Туку ќе го научам да живе скромно и поштено. Бидејќи да гледаме реално, честната пара секој ја остави. Сите почна прелево да работат, а честната пара више не се гледа. Зошто да се откажам од мојот сон, кога тек сега почнал колку толку да се остварува. На некој начин среќен сум што можам да се потправам на луѓе што знам дека се тука за мене секогаш и едноставно можам само да се надевам на успеси, на среќа, на позитива, на смеја и тоа. Нема да се откажам од сонот. Ќе го запамтиме овој датум. Што датум сме денес? 7 јануари. Го памтам датумот. 7 јануари. Кико ветува дека нема да се откаже од својот сон. И тоа е сигурно. Ама има една работа што многу ми лежи вака на срце. Ви благодарам за целокупната подршка што ми ја давате. Значи, вие сте верни фанови. А јас колку што можам, ќе се потрудам да останам квалитетен за вас, ама мојот сон нема да се сруши. Мојот сон ќе се оствари и ветувам дека ќе се оствари. Пошто ќе дадам напор, ќе дадам сила, ќе дадам успех и ќе дадам волја за тоа. Тоа е тоа што сакам да ви кажеме, 7 минути видео може ќе биде. Тоа е тоа. Правите ги работите што прават среќни. А јас имам толку да ви кажам. Ве сакам. Колку треба само да поработам на... Многу треба да поработам на самиот себе за да стигнам до тоа што сакам. Ако јас мислам дека сум цар на се, тоа што не ве лажам вас, се лажам самиот себе. Кико, до када стаса да станеш ютубер и да сакаш да се откажеш. Нема да се откажам, ќе се потребно да бидам тоа што сакам. Да ве сакам и бидете ми здрави, живи, среќа све. Позитивен. Сонот ќе ми се оствари, ветувам.